Директоре, добре дојдовте во утринската програма и се надевам дека овие информации што ќе ги дадеме на нашите гледачи ќе бидат навистина од голем интерес, бидејќи изградбата на патната инфраструктура, посебно во летен период, се гледа, луѓето повеќе движат и гледаат каде се работи. Во неколку региони јавното предпријатие на Македонски патишта има изведбување на градежни работи. Вчера во Гостивар беше сајмот за вработување за Бехтел и Енка. Бевте тамо, па еве за почеток каков е интересот и што опфаќа за потребите на изградбата на автопатите. Ви благодарам прво за поканата, што имам можност преку вас да ги информирам и граѓаните за сите наши проекти што моментално ги реализираме низ целата држава. Точно е дека ние имаме склучен договор, тоа е историскиот договор за изградба на коридор 8 и коридор 10D со конзорциум од Бехтел и Енка, каде што од подпишувањето на договорот веќе се реализираат 4 активности паралелно со овој конзорциум, бидејќи ние треба да признаваме дека до сега нашите проекти не беа реализирани брзо, но со години имавме вакви проблеми каде што со години не беа реализирани проектите на време, кај тие проекти се Кичево Охрид, па после Градско Дреново, па Кривопаланка Рамковце и сите други проекти каде што имавме одолго трајање на реализацијата на сите овие проблеми, бидејќи проблемите беа и кај проектирањето, и кај изведбата, затоа ние сакавме и поминавме на нов концепт на изградбата на автопатиштата и тој нов концепт е модифицираниот ФИДИК и тоа го реализираме со конзорциумот Бехтел и Енка. Точно е дека за склучување на договорот со Бехтел и Енка ние требаше да донесеме посебен закон и тој закон ни овозможи нас да го склучиме договорот со Бехтел и Енка, каде што во членот на тој закон е напишено дека Бехтел и Енка е должна да ги користи сите наши капацитети до 51% од нивната страна. Така што тој закон треба да го следиме ние како јавно предпријатие и како владата, затоа ние заедно вчера и со вице-премиерот на владата Груби бевме и го наблюдувавме процесот на пријавувањето за вработување кај Бехтел и Енка. И според тоа што видовме ние, имаше голема заинтересираност од страна на нашите граѓани, бидејќи само вчера беа пријавени околу 60 луѓе што сакаат да се вработуваат кај Бехтел и Енка, каде што тој беше првиот ден што го организира Бехтел и Енка како саем за вработување и почна во Гостивар, ќе продолжи и во другите градови, во Тетово, во Прилеп, во Битола и во Скопје и низ цела Македонија, кој е заинтересиран може да се пријави, бидејќи според тоа што го гледавме и вчера и според тоа што ние во секојдневна комуникација што сме со Бехтел и Енка, очекуваат тие да вработуваат околу 2000 луѓе. Така што сите тие што се заинтересирани со сите профили можат да се пријавуваат и сите овие вработувања ќе се одвиваат преку Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија. Сега да одиме на она што е ваша работа и за терен. Во повеќе региони во државата се изведуваат градежни работи, Пелагонискиот регион, Скопскиот регион, Охрид, влезот на Охрид, автопатот Кичево Охрид. И сега што е она што можеме во моментов да кажеме до каде се работите, што е реализирано од она, бидејќи луѓето обично во јавноста, знаете, споро оди. Кажавте дека заради поправката, односно заради интервенции законски, во делот и средување на некои работи, за да се отпочне поинтензивно да се работи. Но сега, веќе
Значи, јавното предпријатие за државни патишта има и програма, која програма се усвоила од страната на влада. Мора да признаеме дека годишната програма на јавното предпријатие е многу амбициозна програма, каде што има предвидено и многу проекти за реализација на патна инфраструктура, за модернизирање на патната инфраструктура и за реабилитација на многу патни делници низ цела држава. Можам да тврдам и тука, тоа го гледат и граѓаните, дека ние работиме на секој дел на државата. Имаме проекти на секој дел на државата и ова година работиме на сите тие проекти низ цела држава. Нашата програма за ова година, капитални инвестиции што инвестираме во патна инфраструктура за ова година се 485 милиони евра, каде што до сега, до вчерашниот ден, имаме реализирано 260 милиона, што значи 54,4% до сега го имаме реализирано програмата. Што очекуваме дека до крајот на годината 100% ќе го реализираме програмата. Тоа значи дека ова година е историска година од тоа што почнавме да го реализираме историскиот проект Коридор 8 и Коридор 10D, но истовремено година каде што ќе се памти дека сите тие проблеми што ги имавме на патот Кичево-Орид, каде што со право граѓаните имаат забелешки зошто до сега не е завршен тој пат, и тие може да го гледат дека ова година се работи со интензивно темпо и ние секојдневно сме во контакт и на терен и очекуваме и вршиме големи притисоци на компанијата Синохидро да го почитува законот што го има до крајот на ова година да го заврши патот. И ние, и јас, заедно со министрот за транспорт и врски, секојдневно сме во комуникација со Синохидро, секоја недела сме на терен и вршиме големи напори што побрзо да се заврши тој пат, што е многу важен пат. Секако дека кога зборуваме за реализација на проектот, секогаш го имаме предбити квалитетот на работите што треба да се извршат на секоја делница. Ние ова година очекуваме да ги завршиме 5 делници кои се многу важни и тие се реабилитација на магистралниот пат Скопје-Блаце што треба да се заврши до крајот на октомври, после реабилитацијата на патот на магистралниот пат Подмолје-Струга-Ќафасан што треба да заврши до крајот на октомври, реабилитацијата на патот Битола-Меđитлија, после имаме Велес-Катланово, Велес-Градско, очекуваме до крајот на годината да ни биде завршен и реконструкција на патот што од Кривопаланка до ДВ Бајер, експресниот пат Рамковце-Кривопаланка, експресниот пат Градско Париж и Фариш-Дреново, значи и сите други патишта што се во тек. Ова година веќе ги имаме започнати и процедурите за избор на изведувачи на автопатот Скопје-Блаце за втората делница од 10,5 км и Кичево-Бојкочани. Значи имаме голема, амбициозна програма што на сите страни имаме напредок и ги гледаме и тоа се гледа и од реализацијата на капиталните инвестиции. И истовремено сакам да ги информирам и граѓаните дека веќе почнавме со реабилитациите на коридорот 10 и автопатот Тетово-Скопје и Скопје-Тетово, каде што на автопатот на коридорот 10 реабилитираме околу 14,5 км, каде што беше најоштетен автопатот, а на автопатот Тетово-Скопје и Скопје-Тетово околу 13 км ќе бидат реабилитирани. Оние што движат кон туристичките места знаат, а и секако тие што живеат таму граѓаните, уште нешто што е многу важно е во ваша надлежност е патарините. И од проектот Отворен Балкан
електронската наплата, има и во другите национални телевизии во регионот, дека генерално се задоволни, дека брзо се поминува низ Македонија, што се однесува до патарините. Нема задржувања да ги исклучиме царинските процедури што треба за влез или излез. 2020 година ние приходите од патарините не беа 34 милиони, по 2021 година 46 милиони, по 2022 53 милиони евра. Ова година до крајот на 7 месец имавме околу 36 милиони, беа планирани во 2023 година да стигнеме до 56 милиони, но од тоа што имаме анализирано до сега, очекуваме дека до крајот на годината, ова година, да ни биде од 60 до 61 милион евра приходи од страна на патарините, што значи од 2020 до 2023 година двојно повеќе имаме приходи од страна на патарините, што имаме повеќе можност да финансираме и да реализираме проекти од патна инфраструктура. Ние ќе продолжиме на овој начин. Една од компонентите зошто имаме повеќе приходи од страна на патарините и електронското плаќање на патарините со тагови и со МТАГ, што беше реализиран, што е реализиран веќе и тоа се спроведува во коридор 10. Исто така, веќе од следната недела ќе почнеме да го реализираме и во коридор 8, тоа значи од Тетово, од Скопје до Тетово и обратно, што очекувам уште повеќе да имаме можност да имаме и поголеми приходи, да имаме и подобра дисциплина кај патарините, така што очекуваме да се зголемат приходите повеќе, бидејќи јас како директор на јавното предпријатие секако сум одговорен и од тоа да гледаме да имаме повеќе приходи, да имаме можност повеќе да интервенираме за реабилитација, реконструкција, модернизација на патната инфраструктура во Република Македонија. Исто така тој проект што веќе функционира со Република Србија, каде што имаме можност нашите тагови да се препознават во Република Србија и таговите од Република Србија да се препознават во Република Македонија, тоа значи дека ни луѓето нема да чекат многу на патарините, ни ние нема да не ни треба да ангажираме и повеќе луѓе таму кај патарините и побрз проток на луѓе и возила да имаме во нашите патишта, тоа значи и поголема безбедност на патиштата. Од анализите системот функционира, немаше некои поголеми... Од сите наши анализи што вршиме, ние секојдневно вршиме анализи, системот функционира многу добро, немавме до сега никаков проблем. До сега од електронско плаќање на патарините имаме од 30 до 33%, што значи со кога ќе имаме целосно електронско плаќање на сите наши патарини, јас очекувам дека ова бројка ќе се зголеми на 50 и 70%. Јас ви благодарам за разговорот и учеството во утринската програма. Ви благодарам и на вас.